Неколку години по Христовото воскресение, се чини дека јудејците преобратени во христијани, како Акила и Прискила, види Дела, глава 18, 2 стих, веќе започнале да го распространуваат Евангелието во Рим, главниот град на империјата. И таму била основана црква, исто како и во Сирија, Мала Азија, денешна Турција, и Грција, каде Павле проповедал. Бог му дава задолжение на Павле да оди се до крајот на светот. Римјаните, глава 10, 18 стих. Токму затоа тој сакал да појде не само во Рим, туку и во Шпанија. Не се знае дали го спровел последниот план, но за подготовките за ова патување, тој напишал писмо до оние кои се во Рим, глава 1, 7 стих, или со други зборови, до христијаните во овој град, од кои една група се придружила кон Прискила и Акила, види глава 16, од 3 до 5 стих. Павле го користи ова послание за да им објасни на христијаните како тој ја сватил улогата на мисионер на нејудејците, односно паганите. Ова послание е најцелосното што го имаме од сите негови пораки, што тој самиот ги резимира со следниве зборови. Евангелието е силата со која Бог се служи за да ги спаси сите оние кои веруваат, од првин јудејците, но исто така и оние кои не се јудејци. Глава 1, 16 стих. Проблемот за односот меѓу јудејците и нејудејците, посебно прашањето кој став нејудејците преобратени во христијани треба да го прифаќаат во поглед на јудејскиот закон, игра една голема улога за првобитното христијанство, кој пак повторно се среќава во другите списи на апостолот, например, во посланието до Галатјаните. Тука Павле веднаш потврдува дека Евангелието што тој го распространува насекаде е наменето за сите луѓе, без исклучок. Глава 1, 16 стих. Потоа тој објаснува како Бог го спасува секој загубен човек кој верува во него. Од глава 1, 18 стих, до глава 8, 39. Понатаму, тој се задржува на проблемот произлезен од фактот што еден дел од Израел однапред го отфрла Христос. Тој потврдува дека ова отфрлање е препрека за Божјиот план, зашто благодатта ќе биде последниот збор, од 9 до 11 глава. Така, благоста што Бог ја посведочил кон нејудејците треба да биде сватена како повик да се живее за него во еден вистински нов живот. Од глава 12, 1 стих, до глава 15, 13 стих. Во заклучокот, Павле го објавува својот план за патување во Рим и го завршува посланието со неколку лични поздрави. Глава 15, 14 стих, до глава 16, 27 стих. Сите оние кои бараат поврзано излагање, што би се однесувало на спасението кое Бог им го нуди на луѓето преку Господ Исус Христос, ќе бидат привлечени преку читањето на ова послание, да се восхитуваат на величието на Божиот план. Глава 11, од 33 до 36 стих. Во исто време, ќе бидат потикнати и тие да му го искажат нему должното почитување.